Летните температури и изразеното влијание на климатските промени се опасни за земјоделскиот род. Експертите велат дека земјоделството е ставено пред опасност од болести и уништување, па затоа е неопходна примена на заштита. Освен механичка, на растенијата им треба и биолошка заштита. Научно е докажано, па и практично, дека аминокиселини се еден вид лек или ублажувачи или амортизери за одредени стресни периоди на растението, на развојот на растението, а во стресните периоди или во стресни ситуации спаѓаат и овие високи температури. Затоа мој совет, моја препорака, почитувани, е да во овој период задолжително ги употребувате редовно аминокиселините, затоа што велиме на тој начин ќе се ублажат овие негативни последици кои што се јавуваат од високите температури. Во колку има систем капка по капка, најдобро е да се употребат преку систем капка по капка, затоа што нормално, обично, овие аминокиселини кои што се во течна состојба одат во комбинација, односно во концентрација или во доза од 1 литар на декар и значи поголема доза или поголема количина ќе се употреби, а во колку нема систем капка по капка, онда со прскање или фолиарно што велиме ние стручно, може да се употреби со доза обично на самото ѓубриво. Пише, ама обично се движи околу 20 до 30 мл во 10 литра вода. Од една страна, со порастот на просечните температури доаѓа до појава на суши и намалување на водостојот на реките и езерата, што придонесува и до недостаток на вода за наводнување на земјоделските површини. Од друга страна, пак поројните дождови проследени со град неретко прават штети на и онака малите приноси. Статистиката покажува дека поради климатските промени и особено високите температури во текот на летото, доаѓа и до 30% намалување на приносите на земјоделските култури.